Пробниот попис представува еден вид на симулација на главниот попис што треба да се спроведе следната година и тоа ни е нас неопходна алатка за да ги провериме сите инструменти што се потребни за успешно спроведување на една таква голема статистичка операција. Тоа подразбира дека 32 попишувачи, кои во овој случај ќе бидат вработени од Државниот завод за статистика, излагуваат на терен и ги проверуваат сите методолошки аспекти на спроведувањето на попишувањето, како и организацијско-техничките подготовки за пописот. Тоа нам ќе ни послужи да видиме дали сме на вистинскиот пат, што точно досега имаме направено, што треба да се подобри, што треба да се коригира, за да можеме следната година да бидеме на вистина сериозно, професионално подготвени за успешно спроведување на таа на вистина најголема статистичка операција. Во текот на оваа недела ние се обидовме да ги информираме и ги информиравме сите 13 општини каде што ќе се спроведе овој пробен попис и наидовме на огромна поддршка од градоначалниците и од локалната самоуправа кои понудија сестрпна помош доколку се појави некаков проблем на терен. Оваа можност ќе ја искористам да го повикам населението во овие општини каде што ќе се спроведе пробниот попис, со доверба да ги примат попишувачите на Државниот завод за статистика кои ќе имаат овластување издадени од заводот и со нивните одговори да помогнат за најдобра подготовка за успешно спроведување на следниот попис. Зошто велам многу е битно за сите, затоа што овој попис што ќе се спроведе следната година е поразличен од она што досега го спроведувавме. Овој попис има три основни карактеристики по кои се разликува од претходните пописи. Прво и основно, единствена институција надлежна, одговорна за спроведување на пописот е Државниот завод за статистика. Втората карактеристика е тоа што ќе се применува комбинираниот метод, што подразбира попишување на терен, лице во лице, и комбинирање со податоци од административни збирки на податоци кои веќе постојат во државата. И третата карактеристика, која е исто така многу битна, е тоа дека ќе се спроведува електронски, што значи дека нема да имаме хартиени образци, што во голема мера го олеснува начинот на прибирање на податоците, меѓутоа, она што е најбитно, многу ја забрзува целата постапка на обработка на податоците и објавувањето на податоците. За разлика од претходните пописи, кога долго време сме чекале за конечни резултати, со овој попис предвидено е конечните резултати да се објават 6 месеци по завршувањето на пописот. Сега во моментов, значи и пробниот попис и главниот попис ќе траат по 20 дена, 21 ден, 3 недели. Значи не се потребни никакви документи освен матичен број. Значи тоа е основниот услов за подпишување, граѓаните да покажат документ со единствениот матичен број. Новината во пописот што го предвидуваме за следната година, исто една од новините е и тоа што овој пат ќе се попишуваат и лицата кои се иселени во странство. Затоа апелирам до граѓаните кои се опфатени во пописните кругови за пробниот попис, а и следната година за главниот попис, доколку имаат лица од семејството кои се надвор во странство, ако можат да обезбедат матични броеви. Во тој случај ќе можат да ги, доколку имаат матични броеви од тие лица, ќе можат и нив да ги попишат. За лицата кои се во странство предвидена е можност во главниот попис следната година така наречено само попишување, значи ќе постои електронска веб апликација каде што ќе можат да се најават и да се попишат сами од странство. Ова е за главниот, а сега населението доколку може да обезбеди матични броеви, ќе може да ги попише и членовите на нивните семејства кои се по било кој основ во странство.